Жан Митрев клиник. Славиме 20 години Жан Митрев клиника. Доктор Митрев, на ваше располагање. Повелете со вашите прашања. Доктор Митрев, да им се вратите пред се вие. Да. Па со разни генерации сме се среќавале, така да во текот на овие 20 години секако медиумите беа доста застапени, поготово целиот процес на стварање, па развој до ден денеска. И една моја благодарност до сите, бидејќи будно го следеа сето она што се случуваше, и критички, и многу критички, некогаш, и може би повеќе од колку што треба у некои ситуации, меѓутоа сепак е то, да кажам, добро да се знае и да се има во увид сето она што се правело и што се прави. Така да ми е драго што после толку години ја продолжуваме соработката и сме натаму отворени за сите тие работи кои ги правиме и кои намераваме натаму да ги ствараме. Многу работи се променија во овие години и така, мило ми е што го доживуваме заедно тој наш голем јубилеј, бидејќи во оваа работа 20 години значи барем еден век човечки. Како што е интензитетот, како што е оптеретувањето од секој поглед и секако она што го постигаме, а тоа се на крајот и бројките, кои се и како незанемарливи, него напротив, кои се бројки за почит со сите колеги кои комуницирам во странство, кои што ги знаат работите, како ги работиме и колку работиме, секако ја заслужуваме и како почита. Всушност, тоа ќе се и покаже на самиот ден на нашиот симпозиум организиран по тој повод, кај што ќе дојдат наистина врвни луѓе, докажани и големи авторитети во областа на кардиоваскуларната хирургија, и тоа ќе биде еден многу убав повод за исто така добро дружење со колегите од Македонија и пошироко од регионот. Ве прашам со колку операции, значи вкупно, генерално или поединечно, ако имате дали на отворено срце, дали така наречената техника новата што имавте во 2019 што го видовте за така наречено вештачко срце, или генерално. Тој импозантен јубилеј, со колку број на операции ќе го заокружите на 1 март јубилејот, 20 годишниот? Да, па вака, ние остваривме една таква организација каде што дневно оперираме меѓу 15 и 20 пациенти секој ден. Најголем дел од тие се кардиоваскуларни пациенти и секако имаме и други дејности кои се развиваа со текот на времето, како што ортопедија, абдоминална хирургија, урологија, гинекологија, поготово тој оперативен онколошки дел, или како што популарно се вика тумор хирургија, значи се она што е, да кажем, потешки пациенти по одговорни процедури и така. Значи, минатата година завршивме со над 3000 операции. Беше, и јас тоа го објавив, не една, него најуспешна година. Не само по бројките, бевме близу 1000 операции со екстракорпорална циркулација. Тоа се импозантни бројки во европски размери, бидејќи многу центри во светот доживуваат пат на бројката на операции. Ние имаме континуиран раст. Се должи повеќе и на
што е, да кажем, етаблирано и веќе добро препознаено во нашата средина. Ако некој има проблем со кардиоваскуларниот систем, прво што му доаѓа на памет е да дојде тука и да побара на некое решение, а друго и континуираниот раст кој го имаме и го бележиме од пациенти од странство. Така да тоа е исто така една позитивна за нас работа, затоа што ние правевме некои наши интерни истражувања, па видовме дека повеќе од 90% од пациентите кои доаѓаат од странство се веќе препорачени од некој друг пациент кој веќе бил кај нас. Така да, за жал или за среќа, не знам, ние сме многу малку застапени, така да кажем, со пиар и со некои реклами и со нешто во странски медиуми, а она што викате најдобрата реклама секако са пациентите, тоа е и најмакотрпната, да кажем, бидејќи на многу пациенти стварно е тешко, вие и сами знаете, работите со луѓе, како е да бидат 99% од пациентите задоволни. Тоа е еден голем импакт што ние го правиме. Тоа е нашиот, да кажем, цел и политика која водиме како институција, како болница, и со сето тоа се покажуваат и резултати. Така да минатата година имавме над 80.000 прегледи и интервенции за една година. Тоа е огромна бројка. Вкупно имаме некои над 1.500.000 до сега пациенти или интервенции или прегледи се заедно, кои ги збереме за овој цел период од овие 20 години. Имаме над 35.000 операции за овој период. Секако првите години беа така како што беа, со тие капацитети. Само да ја подсетам, бидејќи има многу млади луѓе кои се во тоа време можеби биле така нели во градинка, па не ги тие работи следеле. Ние почнавме, или јас почнав тогаш со една операциона сала и 12 кревета. И на тие 12 кревета работевме сериозни бројки. Така да сега имаме многу поголем капацитет и со сето тоа секако се стварат и тие услови за поголеми бројки. Меѓутоа, јас секогаш потенцирам, бројките се едно, тоа зборува за обемот и услугите кои се прават, организацијата, за да тоа се изведе на тој начин. Меѓутоа, за мене многу поважно е и ќе биде квалитетот што го даваме и резултатите од сето тоа. Така, за мене најзначајно у минатата година беше, и тоа беше достигнување кое јас секогаш го таргетирав, меѓутоа, како што велат во медицината, ништо нема 100%. Јас некако успеав и сум многу усреќен и на крајот горд и секако за целиот тим кој го тоа заслужува. Ние успеавме да завршиме лани со 0 инфекции на стернални рани, што во литература не постои. Најдобрите клиники на овој свет имат процент некој на инфекција. Ние тоа го успеавме затоа што ја верував дека со сето ова што е вградено во оваа зграда, што многу работи вие не може да ги видите, у некоја друга прилика можам и да ви ги покажам, кои не се гледат на некој начин, меѓутоа се од суштинско значење за многу процеси кои се одвијат во болницата, и бидејќи сите процеси на организација и стандардизација кои ги водиме интензивно уназад сите вие 20 години, меѓутоа во последните 3-4 години од кога сме влезени во новата болница, тоа е
главен мој приоритет да сите тие процеси на било каква комуникација, контакт со пациентот бидат стандардизирани, бидат пропишани, бидат објаснети и да секој знае што прави, вродија до таков плод, бидејќи сегде на овој свет интрахоспиталните инфекции се голем проблем. И то директно зборува за се друго можеме да кажуваме вака и така, меѓутоа кога тоа ќе се оствари со на контролиран начин со медицински докажани резултати, тогаш тоа е за мене она најважното и тоа беше едно од најголемите можеби достигања за мене лично. Благодарам. Да, Да, повелете. Јас сум Марија Лукаровска од Убавина и здравје, магазинот. Споменавте на почетокот дека многу работи се променија во изминатите 20 години. Знаеме дека сте почнале како специјализирана болница за хируршки болести, таа потоа прераснува во клиника Жан Митрев. Сега моето прашање е колку ги следите светски трендови во медицината и колку ги применувате истите тие во вашата клиника? Колку се тие важни за вашиот развој конкретно? Така. Па така, бидејќи зборуваме малку и ретроградно, како сме биле, не само во кардиохирургијата, јас морам да кажам, без некој да биде, да ме свани погрешно, ако дојдов во тоа време, за мене лично овие 20 години поминаа многу брзо, многу бурно и малте не ми се чини како да било вчера. Беше нивото генерално на медицина сосем друго. Значи, сега каде е вкупно, генерално во Македонија е огромен исчекор. И то многу некако можеби него имат доволно потенцирано, бидејќи јас точно знам како беше тогаш и како е сега. И сум среќен што јас директно имам допринесено во тоа, независно како се одвивале сите работи. Меѓутоа сега многу работи се променити во државата, во однос на здравството. Многу работи, дури сме водички, и ова што го зборевме претходно, дури во целиот регион стана Македонија нешто што е за пример, иако беше проследено со, да не кажам, не баш позитивни пристапи. Македонија е една од водечките земји сега во целиот регион кај што има развиена приватна медицина, кај што државното сакало и не мора да го следи сето тоа, каде што па да речеме и политичарите сакали не мора да инвестираат на некој начин во тоа јавно здравство. Јас и моите очекувања се секогаш многу другчие, да не кажам многу поголеми и можеби многу повише уште можело за овие 20 години да се направи. Меѓутоа ова што е се направено генерално е огромен исчекор за доброто на сите нас на крајот, за доброто на пациентите, бидејќи она што беше технологија во тој дел тогаш во Македонија, кога ќе се споредеше со било која друга држава, па и дури во околината, беше на многу ниско ниво. Сега Македонија може да се споредува на вистина, зборувам за здравството, и текако со најразвиените земји. И по бројот на жители кои го ние имаме, сите параметри кои се, па да не зборувам за кардиоваскуларниот дел, можеме и текако да се споредуваме со најразвиените земји во светот, по било кој основ. Така да, тој момент некако не е баш, имам осеќај дека не е допрел до јавноста толку, бидејќи со многу работи, да, можеме да разговараме колку е нечини или колку е треба да се подобри или да се измени или не знам, меѓутоа со оваа работа јас гарантирам дека Македонија може да се гордее. И тоа да се гордее на ниво баш да биде рамна со сите
развиени земји во светот. Така да е огромен тој размак и тој напредок и се уште не е баш доволно разработен вака за јавноста да тоа го сознае. Јас имам две прашања, ако може. Кажавте дека странските пациенти од странство доаѓаат и бараат кај вас да се направи операција и преглед, иако можеби ќе помислат граѓаните дека тоа се од регионот, меѓутоа може ли да ни кажете од која најдалечна дестинација доаѓаат овде пациенти, самите по себе сте реклама и бренд со името, па веројатно дека има многу... Така, значи, како да кажам, за жал, за среќа, не е баш... Јас од самиот почеток го заговарам и до ден денеска се покажа на некои од тие делови доста ригиден системот на прифаќање. Што сакам да кажам? Јас воспоставив, така да кажам, приватна медицина, меѓутоа достапна за секој човек. Сето тоа беше до некаде препознаено со големи отпори од почетокот, да се потпише некој договор за услуги, кои пациентите, значи социјални случаи, било кој, ќе може да биде лекуван во ваква институција, каде што ќе го добие највисокиот стандард, а при тоа пациентот ништо да не плаќа. Сето тоа функционира веќе 20 години. И сето тоа е достапно за сите тие луѓе кои од било кое социјално ниво доаѓаат, тие го имаат истиот третман. И тоа е за мене една од основните придобивки за овие 20 години, каде што го поместивме оној дел и јас го тоа лично сметам за голем успех, да пациентот кога е болен, тогаш да нема социјални нивоа, како тој ќе биде третиран. Бидејќи тоа јас лично го сметам за неетички пристап во медицината. И јас се изборив за тој принцип да биде реалност. И тоа функционира веќе 20 години. Јас за она што можевме да се договориме со институциите, со фондот, со министерство, тоа и го правам. Меѓутоа, ова услуга, знаем и сами дека многу кошта. И многу добар дел од тие сите работи кои ги ние правиме за луѓето, едноставно не се прифатени се уште, или, така да кажам, системот е се уште затворен, за да можеме да сето тоа го договориме и сите пациенти да имат пристап за сите услуги што ги правиме. Сега за сега, тоа е прифатено само за операциите на срце и на крвни садови, и тоа пациентите го уживаат на таков начин. Значи, една придобивка која јас реално ја остварив на начин не декларативно, него во практика, и тоа е еден, ја мислам, позитивен пример во кој и покрај ригидноста на системот, се промени во 20 години, многу луѓе, многу партии, многу што не видовме, така да ригидноста во тој дел остана. Значи, тоа дури вака у некоја конотација велам, добри сме за да некои работи држиме до крај. Значи, додека во другите земји во околината тие трансформации веќе се многу побрзи во однос на тој осигурителен систем. Таму целиот систем на, да кажем, бивша Југославија остана. Значи имаме се уште еден фонд, немаме развиено приватно додатно осигурување. Сето она што тежнееме и сакаме да одиме кон Европа, а тоа е да можете не само да бирате институција, него да бирате и осигурување. Дали сакате во една или во друга осигурителна компанија. И за вашиот живот, значи вашето здравје. Тоа е, да кажем, основна придобивка на таа демократија.
да не биде централизирано во една институција каде што морате и сте принудени. Нели? Уште можеби тој дел фали за да се придобивките од здравствените осигурување кое сега многу пациенти го уживаат, може да стане уште подостапно. Бидејќи сме свесни и сите сме доволно информирани дека од друга страна на здравствениот систем генерално на Македонија па и во регионот му прети голем колапс ако не се случат некои суштински промени. Суштинските промени се, сакали или не, приближување, тоест применување на основните правила на функционирање во Европа, и тоа само може да генерира понатаму институции како ова, кои ќе бидат моќни, економски, финансиски, да ги платат луѓето така адекватно да тие не мора да заминуваат во странство. Инаку, тоа е сега голема епидемија. Еве вчера имав еден така состанок во Србија, исто така, огромен проблем. Еден од моите колеги во некоја од тие болници, практично во еден ден му отишле 20 и кусур сестри заминале. Значи, автоматски колапс на еден цел оддел. Сакам да кажам дека ова што го имаме сега и оваа институција која веќе 20 години функционира со пример како треба. Многу малку е, да кажам, искористено сето ова да се примени за малтене за цела држава како концепт кој ќе даде нов исчекор во целокупниот дел на сваќањето на медицината, бидејќи вака ако остане со многу мака од една страна ова што го ние правиме, бидејќи мора се со институциите да се така докажуваме, да знаете, не го осеќаме она што се вели позитивен ветар во грб, него е на некој начин обратно. И сето тоа се одвива некако, ама трае многу долго, сите процеси се доста развлечени и пак ќе речам, сите капацитети кои ги имаме, не зборувам само за мене како институција, што се имаме тука како можност, меѓутоа има и други приватни болници и приватни поликлиники, сите тие капацитети не се доволно искористени. Не само што не се доволно, него се минимално дури искористени. А имат врвна технологија. И од друга страна го имаме овој негативен процес кој е многу брз. Тука не можеме ние да постигнеме. Ние имаме млади доктори кои ги едуцираме сега, кои тек после 5 години можеби нешто ќе почнат да дават. Фидбек важен за пациентите. Што е многу макотрпен и долг процес. За тие 5 години колку доктори ќе заминат и колку сестри ќе заминат, ако вака остане. Сакам да кажам, се наоѓаме генерално како друштво и како регион у многу опасна ситуација, бидејќи сега сме помлади, ама многу брзо годините минуваат, стануваме, нели, повозрастни, каде што и текако ни требат квалитетни услуги здравствени. И овој процес на движење е многу убрзан. Значи, порано исто се заминуваше и се одеше, ама беа процесите многу тешки да се влезе во здравствено. И јас сум бил еден кој отишол во Германија, работел таму и знам добро ништо се минуваше административно за да добиете место, за да ви се признаат дипломи, за да можете да напредувате. Значи, имаше другчија беа поставени работите. Сега тоа е многу лесно. Сега секој може веднаш да замини и добива одма место, добива плата, добива услови, некој
значи многу подобри од тука и тоа е многу голема опасност и ризик за цела држава, бидејќи каде има добро здравство, таму е и, да кажам, луѓето се осеќаат побезбедни и има можност за некој социјален напредок. Така да се наоѓаме во едни интересни времиња кај што треба многу посериозно да се сванат сите процеси, поготово во здравството, бидејќи јас секогаш ќе речам, се е важно, се е многу важно, се е есенцијално, додека не се разболете. Само еден грип и веќе ништо не станува, ништо не е веќе важно. Најважно станува да преживеете, да може да застанете повторно на нози, бидејќи ве исклучува од сите други активности и тоа е само еден обичен пример колку здравјето е нешто што треба и такако да оцениме во однос на сите можности кои до сега се постигнати и како институции и како општество кое го имаме и сето тоа треба некако да го прифанеме многу посериозно и да го почнеме да го негуваме. Бидејќи, пак ќе кажам, оваа институција која е направена и сето ова што се случува е еден, да кажам, голем ентузијазам мој, личен, голема моја заложба, огромна енергија во која сум се вложил тука. Фала му на Бога дека сето тоа дошло и до реализација еден дел, кој вие може да го видите, може да го осетите, може да го многу пациенти доживеат. Секако дека сум имал уште многу идеи кои не сум можел да ги заради една и друга причина реализирам. Меѓутоа, можеби уште сме млади, па ќе имаме можност. Така да еден многу значаен период во развојот на нашата држава, без обзир, пак ќе речем, на сите негативности кои воглавно се зборуваат, а многу малку се зборува за некои позитивни работи. Ова е сигурно една од позитивните работи што се случува во Македонија. Уште едно прашање. Преска рековте дека почнавте со една сала и 12 кревети. Колку сали има сега Жан-Митре? Да, тогаш имавме една сала, 12 кревети и се беше на тој дел. Меѓутоа и тогаш имавме голем импакт. Одеднаш се разбрануваа многу работи. Одеднаш почна дилеми, дискусии и сето тоа со времето раѓаше и некој нов квалитет. Меѓутоа, тогаш бевме во услови какви што бевме под некоја кирија, под државно простор, така една, да кажам, у тоа време, прво јавно-приватно партнерство, званично направено, иако тогаш така не се крстеше, него тогаш се крстеше на Жан-Митер му даде државата, и така тоа беше и низ медиумите највеќе експлоатирано. Во однос на тој дел што државата ми даде тогаш, јас кога излегов од војната болница, то не чув дека некој од медиумите го кажа. Јас оставив таму комплетно функционална болница на 4000 квадрата, која беше комплетно опремена како и ова, само со тогашната технологија, со сите медицински апаратури, со цела инфраструктура и комплетно употреблива за да може некој да ја користи. На државата ја оставив. Тогаш пресметена вредност беше 8 милиона евра, кои јас ги бев инвестирал во тој дел. Тоа беше најдобрата и најфункционална болница во една болница, во војната болница, која досега беше направена во државата. Тоа никој не кажа ни благодарам, ни фала, ни го спомна. А меѓутоа беше многу експлоатирано, државата му даде на
Жан Митрев тогаш простор од 600 квадрата во кој влегов и државата тогаш инвестираше во некои државата тоа беше преку Министерството за одбрана, инвестираше во реновирањето на тие 600 квадрата и еден дел од опрема која беше фиксна, практично вградена внатре. Меѓутоа, ако ништо друго, барем сега да го спомнам, дека јас тоа го 100-струко вратив назад, повторно на таа држава, така да мислам дека сметките се расчистени. Да, сега имаме големи капацитети тука. Сега работиме на некои 120 кревети, меѓутоа можеме тоа секако бројот на кревети да го подигнеме. Болницата е дизајнирана и направена по моја барање и желби во однос на развојот, а и она што го работиме. Имаме моментално 40 кревети на интензивна нега, комплетно опремени со најмодерна опрема и технологија и мониторинг. По тоа сме една од најголемите болници во регионот по бројот на интензивни кревети. Може би цела Македонија нема толку интензивни кревети како ние што имаме овде во една болница, затоа што нашето тежиште на третман се најтешко болни пациенти. Така да многу често добиваме пациенти од регионот кои веќе еднаш биле оперирани или веќе нешто имат компликации или дошле до сепси, до тешки други проблеми и тие пациенти на крајот завршуваат кај нас. Така да имаме 5 функционални големи оперативни сали и уште 4 интервенцијски помали сали, кај што се работи интервенцијски процедури кои исто барат некој вид на анестезија, меѓутоа се помали интервенции каде што пациентот се задржува неколку сати во болница или еден ден. Во оперативниот блок е поделен на ургентна сала која служи за сите оние ургентни состојби или оние пациенти кај што треба поголема хирургија, меѓутоа се работи за инфицирани рани, нози, гангрени, ампутации, такви работи. И тие пациенти не се мешат, тоа е физички издвоена од оперативниот блок каде што се само планирани и елективни операции, така наречени чисти операции, каде што нема мешање на пациентите во нити физички, нити нема никаков контакт. И можеби тоа е исто така функционалниот и организацијскиот дел на работата и таквата строга поделеност и контрола на сите тие процеси доведуваат до таков висок безбедносен квалитет во однос на интрахоспиталните инфекции. Бидејќи во така наречените чисти сали, тамо имаме имплантати и оперираме пациенти со вградување на разни протези, на разни материјали и ако дојде до инфекција на такво нешто, тоа е тогаш се катастрофални по пациентот и затоа така е концепирана болницата. За вие 20 години, што можете да одвоите како ваш најголем успех и што како најголем неуспех? Што го чувствувате како тако? Да. Па видите, ја кога дојдов бев млад и зелен и многу ентузијасти и мислев дека ќе го сменам целиот свет со тоа што ќе го правам оно што го правам. Со времето си ги добиеш лекциите една по една и направив доста од она што мислев дека требаше, меѓутоа секако најголемиот успех е оваа болница на крајот што ја гледате. Поголем успех од тоа вака гледано не би можел да компарирам. Меѓутоа многу успеси постигнавме кои мене лично ми правеа голема потврда и задоволство на некој начин во однос на струката, во однос на некои работи кои
ги постигнавме на меѓународно ниво. А неуспех, па во стручниот дел неуспех не би рекол, меѓутоа многу работи можеа побрзо да се дешават. Можеа многу по, ајде да кажам, безболно да се дешават. Многу помалку да се, како велат, помалку да се крвари за сето тоа. Бидејќи за се што требаше да се нешто помрдне, мораше многу да се многу енергија, и тоа сето ствараше една атмосфера на јас нешто барам, некој нешто ми дава. А тоа сето ствараше и некоја атмосфера на борба, на нешто кај што сите ние го имаме истиот интерес, да направиме нешто подобро за другите. Ама тоа сето другче се тумачеше и во некои периоди да, завршуваше или не можеше да се реализират работи кои јас ги сметав дека се неопходни и можни да се реализират. Така да има многу такви. Планирав повеќе центри да има во низ Македонија, да има повеќе луѓето да имат многу побрз контакт со она што им е неопходно, да тој административен дел биде занемарен практично. Ако имаш проблем, да можеш одма да почнеш да го решаваш, бидејќи многу работи во тој дел не треба да чекат или не смеат да чекат. За жал има се уште многу запуштени пациенти до ден денес. Ние ги гледаме секој ден. Значи, зборува дека тие некаде се движат со својата болест, меѓутоа е непрепознаена и доаѓа до, да речем, краен стадиум. Нешто од тоа реализирав, нешто се реализираше индиректно. Државата постави некои центри во другите градови, кои порано беше мисловна именка да има катетеризација во еден Штип, или во една Струмица, или во една Битола, или во Охрид, или во Тетово. Значи сега веќе ги има тие работи. Не е битно, јас сум го иницирал, некој други веќе направил и тоа е добро. Така да има многу работи кои можеше да ги направиме, кои можам да ја речам дека се биле неуспех или не сум можел се сам, можеби. Тоа е нормално. Така да сепак на крајот, ако не успеев да направам новата болница, јас лично ќе бев на некој начин сето она што го заговарав и го работев и верував во тоа и такако, можеби ќе останеше само на зборови. И можеби со времето, нели, ќе дојдат нови генерации, и тие нови генерации помалку се информирани, па ќе рече, добро да што толку па, нели, таму си бил негде во државна болница, државата ти дала и ти си направил нешто таму, голема работа. Значи, ова сето овде што и сега го гледате и ова како сега функционира и поготово во последните години, каде што веќе сме и званично признаени и акредитирани меѓународно, значи единствена болница која е вистински акредитирана. Е оваа болница. Еве сега скоро бев во Грција, имат само една болница која е исто JCI акредитирана, која не може баш да се равни со нас, ама е единствена затоа што претходните собственици биле американци. Така да сакам да кажам, во регионот околу наоколу нема ни една. И сето тоа дава за право да речем дека ова е вистински успех кој за овие 20 години може да биде препознатлив.
се кои се новитетите кои што може да се очекуваат? Знаеме дека нова декада е пред вас, сигурно имате визии, дали можеби ќе ги проширите хируршките дејности кои што недостасуваат? Ми се чини дека травматологија, неврохирургија не постојат како гран. Така. Па имаме, пак ќе речем, тука се условени многу работи. Неврохирургијата е многу специфична гранка и многу скапа гранка. Ако немаме дослух со осигурањето кое може да ни даде можност да планираме, знаете, останува на како тоа да почне, како да се тоа сето инвестира. Треба да имате неврохирург, ја би го довел и од Германија. Меѓутоа треба да го платите, треба да тој човек и нешто работи. Ако чекаме да дојде приватен пациент и да плати некоја сума, не знам каква, многу малку или ќе биде многу мал број. И сето тоа е поврзано едно со друго и затоа ја прави комплексноста така како што е да се нешто развива. Меѓутоа, у сите делови кај што гледам можност за развој, ние го тоа правиме. Континуирано е во наредните 2 до 3 години имаме планирано развој со инвестиции од некои, дури сега скоро ги средувавме сметките, некои 15 милиона евра, што е некој процес кој продолжува, бидејќи како и животот, така и медицината не запира со нешто, напротив, нон-стоп се нешто развива, нешто има нови интервенции. Тука морам да нагласам дека у минатите година-две доживеавме да малку разбирањето и достапноста и пристапот од фондот, од Министерството стана попријателски према пациентите. И на тој начин успеавме да воведеме процедури кои во многу скапи процедури, како што се вештачките срца. Направивме 8 такви пациенти, сите се живи, без никаква компликација за сега, што е исто така извонреден резултат, бидејќи се работи за најтешка популација на пациенти, кои навистина се со сите можни други коморбидитети и кои текако барат голема посветеност и стручност. Сето тоа беше овозможено на некој начин директно од тоа разбирање, така да автоматски влеговме во сите тие кругови стручни каде што и Македонија се најде на мапата на вградување на такви вештачки срца, што значи еден сосем друго ниво на пристап на целата медицина воопшто. И сето тоа, ако вака се продолжат работите, согледувајќи ги сите овие претечки проблеми кои ни сите нас не оптеретуваат, ако здравствениот систем, тоест осигурањето и Министерството, уште поактивно не препознаат какви капацитети имаме. На тој начин, сите овие нови процедури кои се олеснителни за пациенти, меѓутоа се отежнителни од финансиска гледна точка, бидејќи сега, она ја што сум го оперирал пред 10 и 15 години, каде што една операција на торакална аорта траеше по 6, по 8 сати, сега тоа го решаваме за 30 минути со вградување на такви специјални стентови кои се специјално изработуваат за такви пациенти. Меѓутоа, од друга страна, па процедурата е многу поскапа од самиот материјал и од самата технологија. И сето тоа мора така да се пристапи за да може да има развој, бидејќи како развојот на овие софистицирани процедури и технологии одат напред, така растат и цените. Значи, што да ви кажам, дека едно вештачко срце, само она што вака е како едно топче, нели? И технологија во една кутија, а кошта 100.000 евра. Значи, а каде е сето друго? Околу
тие пациенти. Тие се припремаат со недели. После тоа се операцијата исто така со недели, со месеци се околу нив работи интензивно. Значи, една армија луѓе се вклучени во сето тоа. И сето тоа треба да се препознае како такво и тука е неминовно. Ние директно зависиме едни од други и директно тука се инволвирани сите структури на државата. Ако сакаме врвна медицина, ако сакаме да видиме она што сега сме, да сме атрактивни да доаѓаат луѓе од странство, значи зборуваме луѓе кои доаѓаат не само од регионот, Косово, Албанија, Јужна Србија, Бугарија, нешто Грција, доаѓаат од Хрватска, доаѓаат од Германија, доаѓаат од Швајцарија. Значи, вчера оперирав пациент кој живее во Швајцарија, кој е со потекло од Косово, меѓутоа се информирал добро за сите работи и дојде тука да се оперира. Значи, неговото осигурање, неговиот статус е можел и тамо да се оперира без никаков проблем. Сакам да кажам, сите тие работи се уште некако како да неќеме да ги препознаеме како друштво, која е таа голема придобивка, па вие вратите го филмот, што велиме 10-15 години назад. Па тоа беше мисловна именка некој од развиена држава, Германија, Швајцарија и некоја друга, да дојде тука да се оперира срце. Па тоа може само да ви се смеат во тоа време. Значи, и сите тие придобивки кои се реалност, кои ги имаме сега, некако поминуваат не баш забележани или не афирмирани така, да тоа стане еден нормален процес, мисловен процес, бидејќи ние сега, како држава, само врнете го филмот пред 20 години, па пациентите се праќаа за операција на кардиохирургија, ако ништо друго, се праќаа у Србија, у Бугарија. Сега ние тука сме, вие добро знаете, за еденал добри или најдобри доктори од Србија кои доаѓаат да работат тука. И сакат да дојдат да работат, имаме 300 други проблеми, административни, вакви, такви, лиценци, не знам, чуда, па не знам, верификации на дипломи, а тоа било една држава некогаш и тоа важело се исто. Сега, нели, сакам да кажам една друга работа, добро да бидам разбран, мора да бидеме флексибилни, мора да препознаеме што имаме. Ако ова, како така, станало ова што станало, и тоа е препознатливо веќе на меѓународно ниво, неминовно е државата и сите органи да ги препознаваат тие работи и да дадат можност за понатамошен развој, кој е од двете страни добро. Добро за институцијата, добро за вие луѓе што работат тука, да можат да имат сигурна работа, добро да се платени, меѓутоа и да привлечуваме луѓе од страна, не тоа што се збора ќе направиме нешто, здравствен туризам. За здравствен туризам треба сериозни институции. Многу сериозно некој треба многу да ви верува, да покрај многу негативни работи, има и нешто позитивно кое ќе се препознае од некого и тој ќе рече, сега мојот живот не у Германија, не у Швајцарија, не у Италија, не у Хрватска, ќе дојдам у Македонија да се оперирам. Значи, тоа се реални вредности. И тука веќе и текако, ако не се препознае, сето тоа е штета за понатамошен развој и следење на сите тие процеси, бидејќи едно со друго е многу поврзано. Така да, се надевам малку, ако ништо друго, ќе скренам внимание дека има и позитивни работи, има и убави работи, за кои може да се зборува и во медиумите, а ја ви стоам на располагање за многу по-конкретни работи кои ги работиме секојдневно.